mi ja i даде сила да станат синови Божи со наследници. Песен je pako što goni po životom, balkumina ona objava. Ja sam dobri od kazni i ljubav obzite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko nebesen, Tatko, Oče na sите, ti благодарам, што и денеска сум во Твојата закрила, во Твојата љубов, во Твојот мир, во скришната соба го отварам моето срце, да се населиш во дух со Исуса Христа, да ме водиш, управуваш, обликуваш, калемиш, да дадам многу плод, род и род да принесете, да ја исполнам Твојата волја во мојот живот, во времето на милост, да си го познавам времето, за да се вратам, Господе Исусе Христе, во Царството Божјо, да го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. Лебот наш насушен, дај ми го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Видете, го има во оружјето Божјо оклопот на праведност. Важен момент, оклоп на праведност. Што значи тоа? Оружје Божјо, да се спротиставиш. Ние сме овде во војна, имаме заповед, христијанство, нели? Тоа што ни го оставил самотниот Бог, да се љубиме еден со друг. Ти ќе речеш како да се љубиме, кога никој никого не љуби. Пазете, оклопот на праведноста. Тоа значи никого да не осудиш. Ти имаш оклоп и отровните стрели нема да те нападнат, нема да те допрат. Ако почнеш да осудуваш, ти потоа имаш момент свиња која се враќа во калта и демоните те напаствуваат. Видете, Исус им ги мие стапалата на своите ученици. Важно е каде газиш. Стоиш на свето место, имам една сцена. Стоиш, собој ги обувките, старите обувки треба да ги соблечеш. Исто така, покрај оклопот на праведноста, значи никога да не осудуваш, тогаш си во оклоп и тебе нема да ти биде судено. Го имаш Евангелието, обувките на Евангелието на мирот. Одиме и Јован 13. Исус им ги мие стапалата на своите ученици. Па сигурно. И тие потоа земаат вода и крпа и ги мијат нозете. Тие не разбираат што е духовен јазик и прават имитативно, влегува во водата, јаде леби вино, носи крст. Добро е што не носат големи крстови, носат мали. Хајдете тука работи таа телесна логика. Беше ден пред празникот Пасха. Пасха, момент кога тие поминуваат по Црвеното море, кажано условно, како да се крстени во водата, во крвта, Црвено море, но сепак не се, бидејќи гинат во пустината. Мојсе ги изведува израелците од робство. Тие мрморат и гинат во пустината. Внимавај да не мрмориш и да не гинеш во пустината. Исус знаеше дека дојде времето да замине од овој свет. Дали го знаеш тоа дека Татко зборува низ мене, ти управувај секој збор, секој слово нека ги допре сите оние што се бедни за дух. Знаеш дека ќе заминеш од овој свет или не знаеш? Го одлагаш тоа. Луѓето сакаат овде да живеат вечно на земјата. Тој ни дава живот вечен во духовниот свет. Нашата вистинска природа е духовна. Да се врати кај Таткото. Сакаш ли ти да се вратиш кај Таткото? Го бараш ли Царството Божјо? Појма нема за Царството Божјо, извршува обреди, цитира стихови.
јаде лепи вино, служи пасхи и празници, одбележува. Тој од секогаш ги сакаше своите следбеници кои беа во светот. И остана да ги сака до крај. Дали ги љубиш сите и оние кои не мислат како тебе? Видете, го извадив штитот на праведноста. Јас мислам, благо осудував неколку луѓе на работа, дома, во соседи, овде мајстори, луѓе. По извесен период ти доаѓа тешко од степенот на нељубов. Ако се сеќавате, Исус плачеше крвави солзи и благо ги осудував. Наместо да се молам, јас, како да кажам, се едно ми беше. Излегов од законот на љубовта, не им викав така ви треба. Со состојбата во која се наоѓаат и паднав од скалата. Значи станав свиња, го извадив штитот, се вратив во калта, дозволив демоните да влегуваат во свињите. Во времето на вечерата, ѓаволот веќе го беше поттикнал срцето на Јуда Искариот. Внимавајте да не ве поттикне во срцето син на Симон да го предаде. Исус, знаејќи дека таткото му предал се во неговите раце, дека од Бог таткото излегол и кај него се враќа. И тебе ти предал се и ти треба да се вратиш. И ти треба да научиш да ги љубиш сите е заповед. Во војна, ако не ја исполнуваш заповедта, надвор си од царскиот закон. Тогаш го немаш ниедно од оружјата Божји и ти си отровните стрели на сатаната ќе те напаѓаат. Стана од вечерата, ја соблече на метката. Дали зборува за духовно или за телесно јадење, се препаша со крпа, налеа вода во леген, телесна или духовна. Жива вода или обична вода, и од стариот бунар или од новиот бунар. Со леген и започна да им ги мие стапалата на учениците и да им ги брише со крпата со која беше препашан. Ние имаме жива вода, водна бања во Словото. Имаме вода реална. Пазете, да ги измиеш стапалата, да не одиш повторно во калта, да не одиш во блуеницата. Тогаш ќе те напаѓаат отровните стрели, да облечеш обувки на Евангелието на мирот. Тоа значи со Исус да се движиш, без него никаде. Да го ставиш шлемот на спасението. Тоа значи секоја мисла да е покорна на Исус. Евака, мислето овде мисла и ми врти, овој вака, оној така, овој вака. Јас сега работам, чукам со еден чекан, бам, го удрив прстот. После ги избркав, мислите, марш од мене, се што не е од Исус. Тоа беше пред еден, можеби 6-7 месеци, овде во Маврово, во Мавровската агора. Сега сум на скала и мачкам таму дрвата. На дворешноста на предниот дел на предсовието. И ми слетува мисла, он вака, овој така, он вака, и ми врти мислата. Па да се речам, беге од мене сатано, танк мислата, значи влегува во срцето негде да ме труе, паѓам од скалата од 3 метри. Слава ти го, само реков Исусе, сакам да ви кажам што значи тоа. И доле се разбудив. Не знаев дали бе во тело или без тело, не знам. Апостол Павле што вели, болка во телото, што да ви кажам, да врескам. Не реков дали сум скршил нешто или... Реков, стани и оди во името на Исус. Тие стихови ми дојдоа. Станав, отидов, почнав да се движам, одев доле товарев цигли и така натаму. Значи, кога стигна Симон Петар, овој му рече, Господи, зар ти ке ми ги миеш стапалата, наместо шлемот на спасението да го ставам, секоја мисла да е покорна на Исус, да не мислам. Израелците во пустината, што ќе биде, како ќе биде, овој ми рече, јас му реков, тој ми рече, вамбара, и готово. Тоа што го зборувавте, тоа ви го дадов. Не, Исусе. Петар му рече, Господе, зар ти ке ми ги миеш стапалата? Исус му одговори, ти сега не го разбираш ова што го правам, но подоцна ќе сватиш. Он не разбира, он не мисла дека миење стапала, треба да ги миеш вистински. Не треба да му ги измиеш, да не оди повеќе на стариот начин, во истата кал, во истата блуеница, да ги облече Евангелието на мирот, обувките со Исус да оди. Исус, видливиот дел на нашиот татко. Не му рече Петар, ти никогаш нема да ми ги миеш стапалата. Петар повтора, нема тоа да се случи. Помош, нема да се откажам. 100 пати греши. Исус му прости 3 пати, се одрече пред петел да запеј. Мојот татко е семокниот Бог. Паднав, раката не можев да ја креам вчера, гледајте денеска.
Ништо. Сеќавам некоја болка како игличка некоја во телото, но духот му наредува на телото, стани и оди во името на Господ Исус Христос. Те сакам, Господе Исусе Христе, љубовта Исусова да преплавува. Ти никогаш нема да ми ги миеш стапалата. Пазете, ако не те измијам, му одговори Исус, нема да имаш дел со мене. Што значи тоа? Да бидеш дел од Него, тој да живее во твоето срце, да се претопиш во духовното царство, да го бараш царството Божјо, да бидеш како ангели на небесата. Господе, му рече Симон, изми ми ги не само стапалата, туку и рацете и главата. Сакаш ли да имаш дел со Исус, со наследник Божји? Исус му рече на искапаниот треба само стапалата да му се измијат. Да внимаваш каде одиш. Можеш да одиш со стапалата, но можеш и со мислите да одиш. Затоа треба обувки на Евангелието на мирот, Исус да те води и шлемот на спасението. Секоја мисла да е покорна. Бегај ги бркаш мислите, марш. Мисли на тага, мисли на осудување, марш. Оклоп на праведноста не осудувам. Зашто што е целиот чист, вие сте чисти, но не сите. Исус знаеше кој ќе го предаде и затоа рече не сте сите чисти. Ке дојде некој дух крив и јас ќе го избркам. Духот ќе го избрка. Во момент тие се чудат зошто не ги примам луѓето. Затоа што не ги разликувате духовите. Гледам високи луѓе кои водат заедници, не разликуваат духови. Можам да раскажам многу примери, тоа е страшна работа. Ти си слеп, а тврдиш дека гледаш, затоа гревот останува. Откако им ги изми стапалата, наместо да бараш помош, Исусе, треба ли да го слушам, овој ти ке те затресе. Ја облече на метката, Исус повторно седна и им рече, сваќате ли што направи со вас? Јас сум патот. Патот. Треба да одиш со Исус заедно. Вистината е тој, животот е тој. Кај одиш на вистина, нема живот, нема. Тесен е патот што води кон животот. Тоа е Исусовиот пат. Ме нарекувате, сваќате ли што направив, ме нарекувате учител и Господ. Со право така велите, јас на вистина сум тоа. Дали сум јас учител? Па не знам, еве ближина ке 500-тиот завет. Јас не сум ништо. Но кога духот на мојот Отец зборува, јас сум се. Се мое е твое. Јас сум дел од него, нему му припаѓам, не сум си собствен сам на себе, автокефален. Христокефален. Тој ме учи секако. Не казнува кога ќе погрешам. Поарно сега да паднам од скалата овде, отколку да изгинам на крајот. Знаете, допирот со светот е страшен, те соблазнува. Кога јас, вашиот Господ и Учител, ви ги измив стапалата и вие треба да си ги миете стапалата еден на друг. Затоа им велам, не оди таму, не прави вака. Некого ќе избркам, ќе му кажам, се лути и заминува. Тоа им го повторувам, поарно јас да ве искарам, да ви искувам за косо, да ви удрам по задникот или да ве, не знам, за увото, да ви стегнам. Отколку после материализацијата, кој ќе погреши против Свети Дух, нема да му се прости. Значи, знаеш за Господ и не прифаќаш, ќе мора да го одживееш како Давид со жената на Урија му почина првиот син, тоа е друга приказна. Сме ја раскажувале. Бидејќи знаеше за Господ, направи грев, уби човек, прелюба. Јас ви дадов пример како да постапувате како што постапив јас. Ти треба да постапуваш како Исус, да му ги измиеш стапалата. Тој ако не сака негов проблем. Имавме случај сега, се исцели една жена. Страшна слезе, сила. Ние само ја донесовме, ништо не правевме, нема формула. Двајца донесоа фатен. 24 часа викаше Исусе, во се рече, не, јас сум си друга, ве. Се врати на старот. И реков, не можеш самата, жено, еднаш се јави, ај молете се вие, ние да се молиме. Исусе, немам време, ќе ти пратам едни други да се молат за мене. Ве уверувам дека слугата не е поголем од господарот, ниту пратеникот од оној што го испратил. Јас сум само слуга, но станувам сотрудник, соработник, пријател Божји, сонаследник Божји, син Божји, кој ќе претрпи до крај. Ако претрпам до крај. Што значи тоа со сето оружје Божјо? Штом ги знаете овие работи, благословени сте ако ги извршувате. Благословени сте веа мојата рака. Вчера не можев да ја кренам. После тоа, кога реков мојата рака е исцели таткот, отидов таму, кревав цигли, се крена раката сама.
Мојот доктор Исус Христос, ангелска војска, ангели помагачи на овој век. Не ви се обраќам на сите, благословени сте ако го извршувате ова. Јас ги знам оние што сум ги избрал. Но она што го вели Светото Писмо мора да се исполни. Ако го разберете тоа, затоа треба добро да внимаваш што зборуваш, како правиш со ова. Оној што заедно јадеше со мене духовна храна, мисли, ја крена својата петица против мене. Ви ги кажувам овие работи уште пред да се случат, па кога ќе се исполнат, сигурно ќе се исполнат, да поверувате дека јас сум тој што сум. Слуга на Семокниот Бог. Уште ли не си ме познал, Филипе? Кој ја бара својата слава, тој говори само од себе. Јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Тој е мојот татко кој е љубов. Ве љуби сите. Го дава животот свој за овците, а вас не ве интересира. Ој Исусе, Исусе и само Исусе. Ве уверувам дека секој што го прима оној што јас го испраќам. Чекај да видам кој е испратен. Јас сум испратен сега. Ти зборувам тебе, синко, во името на Господ Исус Христос. Кој го прима оној што јас го испраќам? Исус беше испратен, тие не го примија. Го распнаа, го проучуваат Словото. Затоа кога ќе видам како проучуваат Слова, ми доаѓа со Библијата да ги замладам по главата. Ги проучувате писмата. Мислите ќе ви дадат живот вечен. Аха, а овој стих. А не доаѓате кај мене, кај таткото и кај Исус да ви дадам живот вечен. Тоа треба да го научиш да доаѓаш кај него. Секој што го прима оној што јас го испраќам, мене ме прима. Таткото и неговата љубов. Кој ме прима мене, го прима оној што ме испрати, се однесува и на мене и на тебе. Кому му припаѓа твојата црква, синко? Заедницата во која пребиваш на земјата. Добар момент. Чија е заедницата? Кој е нејзиниот вистински собственик? Ке видите, ми вели во еден духовен пробив, кому му припаѓаат црквите во кои одите на земјата. И кога дојде ковидот, сите се разбега. Кој ја обскрбува црквата? Материјално и духовно. Исус или телесни луѓе? Светиот Дух или Духот на овој свет? Од кој извор пиеше? Важен момент, кога јадеш лоша храна повраќаш, а духовна храна кога јадеш умираш. Кој те храни? Тој оспособува, не оспособи да го представуваме неговиот нов завет. Но ако Духот не води, тоа не е завет од пишани закони, туку од Светиот Дух. Значи, духовно е водството, духовно е проучувањето, не е во тело, затоа се греши. Стариот начин преку пишан закон води во смрт. Така го распна Исус, цитајки го Словото, читајки. А новиот начин преку Светиот Дух, кога Исус те води, дава живот. 2 Коринтијаните 3:6. Дали Исус не оспособил, или сам сум се оспособил, учејќи во телесни луѓе? Да одиме на библиски школи. Кој предава во тие школи? Телесни луѓе, доктрини, основачи на цркви пред 400, 200, 300, 100 години. Кои вие ги славите, ги преповторувавте телесните учења. Каде ви е Духот Свети? Каде ви е Духот Свети? Заедница? Црква Исусова. Дали Исус поставил луѓе? Дали Исус ја основал црквата? Па не, бидејќи заедница црква Исусова не е регистрирана по земни закон. Дали сме регистрирани во земен суд? Во духовниот суд сме регистрирани, бидете сигурни. Проверете. Не е подложна на земни закони. Исус избира слуга како Савле. Го преобразува во Павле, го учи, води, управува, наполнува самиот. Исус е основач на црквата. Он избира и поставува служби. Во вашите заедници, поделените цркви телесни,
Кој поставува работници? Исус или луѓе? Имате водство од Свети Дух, Исусова црква, една и единствена, според едно стадо и еден пастир. Не плаши се мало стадо. И телесни поделени деноминации, земни заедници со духот на овој свет, тие само мислат дека се христијани. Тие се луѓе што се одделуваат од единството на верата. Тие се телесни и немаат дух. Имаат дух, духот на овој свет, Јуда 1.19. Одделени се од единство со Исус, еден дух, едно со Исус, и секако немаат Исусов дух, а ги води, си врват со духот на овој свет, по своја волја, своји канони, своји правила, своји, еве уште стихови, во Христовото тело Христово, односно во црквата, Бог поставил, не е тоа зграда материјална, духовна е заедницата. Апостоли, пророци, учители, по нив се оние што прават чуда, па оние што умеат да управуваат и оние што зборуваат на разни јазици. Ако ти нему му припаѓаш, ти си дел од неговата заедница. 1 Коринтијаните 12, 27, 29. Бог поставува негови слуги, негови пратеници, не луѓе. Негова е заедницата. Христовото тело е црквата. Таа е духовна, не е телесна. Ние сме делови еден на друг во Христовото тело. Ако сме во него, поставени, именувани, дарувани, родени во него, но мораш да умреш стариот човек, да ти ги измие нозете, да ги облечеш, да почнеш да чекориш поинаку, во дух и вистина. Во дух и вистина, духовно да се движиш од телесниот човек кон духовниот. Ево уште стихови, проверете се и проценете дали ја имате вистинската вера, дали Исус Христос живее во вас. Ако не, вие сте лажни верници. 2 Коринтијаните 13.5. Па како ќе провериш? Па дали зборуваш со него, разговараш во скришната соба, дали тој те води, дали тој зборува низ тебе, дали тој ги врши делот или ти си тераш по свое. Ако си тераш по свое, ти си со духот на овој свет. Вистинска вера, црква и заедница. Дали Исус Христос живее во мене, дали сум му го отворил срцето во неа, во нас, дали он ја основал црквата и поставил старешини, слуги, сотрудници, сонаследници, синови Божји. Кој ме поставил мене? Кој сум јас да зборувам? Не сум завршил факултет. Видете, луѓе, јас не сум од овој свет. Не сум зависен од вашите телесни закони. Мојот татко, тоа е реалност, е семокниот Бог кој е љубов. Ова слово е негово, јас се затресувам кога ќе застанам. Исус е мојот Господ и Спасител. Кога ќе слезе силата, јас ви го велам ова. Кога сум јас комплетно едно со него, мислам вака да ја фатам земја и да ја треснам, ќе ја распарчам. Но не го правам тоа, не ни помислувам. Исус да те укори, морам да го имам штитот, оклопот на праведноста, не осудувам. Исус да те укори, Архангел Михаел, така му рече на сатаната кога се расправа за телото на Мојсей. Дали Исус ја основал црквата? Каде е регистрирана црквата? Кој ја управува, води и обскрбува? Отецот и Исус или телесни луѓе? Пазете сега, некој од таму далеко ве финансира, пари, ви праќа проповедници, ве насочува што треба да зборувате. Вие не смеете надвор од тоа. Тие учења, тие догми, каде е духот и водството на духот? Исусе, те сакам, за да нема раздори во црквата, во телото, деловите подеднако да се грижат едни за други. 1 Коринтијаните 12.25, да се љубиме еден со друг по царската Исусова заповед. Ние сме во војна за души, а кога страда еден дел, тогаш страдаат сите делови. И кога се слави еден од деловите, тогаш со него се радуваат сите делови. 1 Коринтијаните 12.26. И уште зар не сваќате?
Зар не сваќате, луѓе, дека вашите тела се органи, делови на Христовото тело? Тоа е таа заедништво. Јас кога вчера реков, раката ме боли, ова е твоја рака, и раката се исцели. Но се покајав дека осудував, отидов доле во црквата, во телесната црква овде во Маврово, им кажав, помислив лошо и паднав од скалата. Слава ти, Господи Исусе Христе! Зар не знаете дека вашето тело, зар не знаете дека вашето тело е храм? Дали е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бога за да живее во вас, да ве оживее, да живеете во единство со Исус? Вие не сте ваша собственост. Ете, тоа е целиот проблем. Својата собственост да му е додалам на Исус и на Отецот. Откупени сте со скапа откупнина, затоа користете ги вашите тела и вашите души со нужна почит спрема Бог. 1 Коринтијаните 6:19-20. На друго место вели, затоа прославете го Бога. Исус се уште не беше прославен, па Духот нема. Можеш да го прославиш. Прославете го Бога во своите тела. Мораш во своето тело да го прославиш Исус, да ти дојде Духот. Апостолите 50 дена, 40, 100 дена, 50-ница, 50 дена чека. Често го поставам тоа прашање. Зошто чекаа 50 дена? 50 дена беа собрани на едно место. Треба да го прослават Исус во своите тела, со пост и молитва. Во вашите души, во своите тела, во своите души кои се Божји, 1 Коринтијаните 6:20, да го прославиш Бога. Дали сум поставен од Него во Негова црква, во Неговото тело, за да го прославам? Самите ќе видите. Прашајте Исусе, треба ли да го слушам овој човек? Или не го прашувате, вие си терате по ваше. Ако терате по ваше, среќен ви пат, но сепак еден ден ќе мора да дојдете, бидејќи патот е Исусов. Без разлика дали сте тргнале во друг спротивен смер. Негова ли е црквата или на телесни господари? Кој ја основа, кој ја држи, кој поставува слуги, кој се прославува во моето и во твоето срце? Исусе, на помош. Значи те финансира, ти кажувааш што да проповедаш. Утре ден тие истите кога ќе се смени се во ова, кога ќе се забрани верата, кога гнасниот пустошник ќе седне на свето место, тие ќе бидат со него. Мало стадо ќе излезе, кое ќе вели Исусе, ој Исусе и само Исусе, Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Сакаш ли да се вратиш горе? Татко мој, ах, колку си ме возлюбел. Татко, Оче, мир вам до Божјот царство небесно. Дали Исус живее, оживува, ме оживува во моето, во твоето срце. Амин до Божјот царство небесно. Амин. На сите што го примија им даде сила да станат синови Божи со наследници. Песен е пак што води кон животот, малкумина на огја. Да не биде изгубена. Мирот твој ми го даваш, но некако се